събранието. Ние чекахме академици 15 минути и дадохме вашето спасител, за да се не няма да я затворим обратно и да седем какво да не дойдат от другите, време е да почнем. На почеток да ви се представям, аз съм Игор Тасевски, модератор на Бюджетския форум Молдова Македонски брод и се надявам дека ще се включиме за овој период до последната форумска сесија негде на средината на декември, која биде и последната форумска сесија во овој период. До мене е вашата собрањичка Весна Марковска, која ќе биде комодератор на овој форум. Ние заедно ќе се трудиме да ги водиме форумите и форумските сесии на почивен начин, на вашата креативност и желба за достоверување на македонски брод ќе дојдат на израз. Програмата Форумите форуми во заедниците се реализира во овој период во повеќе општини, во 10 општини за Република Македонија, една од нив е и вашата општина. За реализацијата на програмата Форумите во заедниците стои Швајцарската агенција за развој и соработка како финансиер на форумите. Има 5 имплементирачки организации кои ги реализираат форумите и секако во оваа програма е вклучена и заедницата на единици на локалната самоуправа. Да подсетиме дека во претходните два циклуси вашата општина Македонски брод беше вклучена и како успешен имплементатор на претходните две форумски сесии, таа всушност подредба ја доби поддршка од Швајцарската агенција. Успешната имплементација беше наградена со поддршка за оваа трета реализација на овој бюџетски форум. Преку програмата на форумите се сака да се вклучат граѓаните во локалното владење, да се помогне во создавање на партнерство меѓу локалните самоуправи и граѓаните од друга страна. Форумот се надеваме дека ќе го направиме место равноправно за сите. Некои од вас учествувале во претходните форумски сесии, други не, но сите ќе бидат равноправни во процесот на донесување на буџетот, односно на предлог за локалната самоуправа како и што да биде со буџетот. На почеток на денешното ви давам збор на вашата собрањачка Весна да ја поздравам. Благодарам. Здраво на сите од мене. Моето име е Марковска Весна, што кажа и представувам комодератор на оваа форумска сесија. Морам да кажам дека ми е драго што ви видам во толку голем број, тоа значи дека го поддржувате овој процес, овој форумски процес како една алатка за донесување на одлуки во општината. И се надевам искрено дека и овој форум ќе се одржи онако успешно како и претходните два реализирани форуми. Дозволете ми најпрво да ви се обратам да ви поканам на сите кои се најзаслужни за реализација на програмата Форум во заедницата на Македонски брод. Го повикувам градоначалникот на нашата општина, господин Мирисла Балевски, да ви представам. Почитувани сограѓани, почитувани соработници, почитуван комодератор, почитуван модератор, драги гости, најпрво сакам сите да ве поздравам во моје име и во име на Советот на општина Македонски брод и да ви посакам успешна работа. Овој форум, како што знаете, доста тука бевте присутни на претходните два, е трет форум во општина Македонски брод и мојата благодарност и вашата до агенцијата, Швајцарската агенција за развој и соработка, сакам да ја упатам во ваше име и во моје име да се заблагодарам што доделија средства во Македонски брод и по трет пат да се одржи овој форум. За нашите сограѓани кои прв пат доаѓаат на овој форум, потребно е да им појасниме дека ова е можност овдека да кажат кои проекти сакаат да се градат во наредната 2013 година. До сега на сите форуми се одлучуваше за еден проект. Сега имаме шанса сите како граѓани да продолжиме 3 проекти и сите 3 проекти јас ви ветувам дека во наредната година ќе влезат во реализација и заедно ќе ги реализираме и изградиме и поубави нешта да се случат во нашата општина и сакам повеќе овој пат и сите три овие што се проекти да бидат
od našите населени места, бидејќи ги имаме 50 населени места во градот Македонски Брод. Скоро завршуваме оваа година со сите улици, со канализации, фекални и со сите други проекти што беа во Македонски Брод. Завршуваме, затоа посакувам да помогнеме за нашите населени места, за предлози на невладини организации, овој пат да влезат во вашите идеи, заедно да изгласаме и заедно да ги реализираме. За сега толку и ви посакувам успешна работа. Благодарам на градоначалник Владимирски за неговиот поздрав. Дозволете ми во името на Христина Хачи Василева, ръководител на единицата за координация на форумите, да ви поздравам. Тая денес трябваше да бъде присутна от десътъчно от здравствено причини, денес не е тук. Ви поздравам у неизино име и морам да ви кажам дека Македонски Брод е един от форумите, односно форумите в Македонски Брод са едни от форумите, които са най-високо оценети. Моделът на организация, моделът на присъство, моделът на нашето е направено и вистински реализирано за общината, и това е голям образ и за мен като модератор и за вас като присъствени овде да предложим листата пътека, не е добро предложено, на добро почната, ми може по-добро да го предложим по-натам. Градоначалник Владимирски кажа дека форумите, начинът на практикување на форумите предложено овде подредба. Со статутите на общините во секоја од общините има задолжителни форми на граѓанско учество. Задолжителните форми на граѓанско учество се граѓански иницијативи, граѓански собери. Швајцарската агенција пред неколку години, 2006-2007 година, е почна иницијативата да во статутите на общините, односно во функционирањето на общините, како нова форма на граѓанско учество, влезат и форумите на заедници. 50 на общини од 80 на кои се на територијата на Република Македонија, веќе форумот го ставија како алатка во статутите за граѓанско учество. Тоа покажува дека форумот нашол на вистина широка примена и дека граѓаните добро го практикуваат. Ова што денес односно овој период се случува овде, форумот кој го почнуваме, е голема доверба од страна на градоначалникот, на Советот на општината во своите граѓани, кој уствари целокупното финансиско работење за наредната година го дава како можност за помош за реализација на собствените граѓани и се надевам дека на този процес ние тоа успешно ќе го направиме. Сакала сега да представам и оперативната група, тоа се на масата што е десна од мене, кои се најзаслужни за целова подготовка и најмногу работат по меѓуфорумските сесии. Тоа се Милисар Димовски, Александр Станковски, Сена Новеска, Румена Михайловска, Ристеска Ивана, Јованка Стојановска, Милка Стаменковска и Милена Котеска. Сега ќе следи една кратка презентација за самиот форумски процес, тоа да си го следи. Значи, низ неколку слайда ќе се обидам да подсетам за што представува форумот, за оние кои биле може да ти значи мало за събување. Мора да имаме предвид дека некои денес овде се израква, мора и за нив на мало преснување. Значи, што всушност представува форумот? Најнапред да видиме која е целта на оваа програма. Која е целта на програмата? Целта на програмата е да се поддржи партиципативниот развој на локалните заедници преку вклучување на жителите во процесот на одлучување и администрацијата да се развива одговорно локално раководење на кој ќе му се верува. Ова е целта на програмата на форумот во заедниците. Форумите низ различни форми, како проекти, меѓуопштински, буџетски форум, не добар начин да го направат. Самиот форумски процес има различни елементи, да видиме кои се тие.
Значи, форумот е отворен за сите жители со наполнени 16 години. Значи, во оваа форумска просторијата каде се организира форумот, можат да пристапуваат сите граѓани кои имаат повеќе од 16 години. Форумот всушност треба да оценува структурата на седницата. Овие луѓе кои овде седат треба да бидат на репрезентант на општината, односно на полова, етничка структура, ако се може и возат. Учесниците на форумот се поделени по работни маси, како што можете да забележите, и вие седите на работни маси, а денес ние всушност ги институирате во името и интересот на работните маси. Присутните на петте форумски сесии дебатираат за буџетот на општината и приоритетите на општината, а крајната резултира со гласање за проектите што ќе се спроведат. Градоначалникот кажа дека сите проекти кои ќе произлезат преку вашите идеи, општината ќе преземе обврска најмалку 3 години, сигурно да ги оставиме програмата за реализација за 2011 година. Жителите одлучуваат за тоа каде и како ќе се искористат пари. Това што вас е дадено како можност и вие треба да го граѓани да ја искористите. Фази на форумскиот процес. Прва фаза која беше подготвителната фаза, понаш се доведе снего управеше оперативната група, локалната самоуправа, значи да се подготви основата, да се аплицира, да се обезбеди поддршка за да биде овој форум обучен во реализација. Потоа следат форумските сесии. Форумските сесии почнуваат текст, а треба да завршат до декември оваа календарска година и имплементацијата на проектите и препораките кои ги изверите вие, локалната самоуправа ќе има како обврска да тоа го направи до јуни наредната година. Овде пише од 2012, всушност тоа до јуни 2013 година. Значи треба да се направи до јуни наредната година и тоа ќе се сретнеме уште еднаш да видиме што с препораките и проектите е реализирано. Неколку збора за буџетскиот форум. Тоа е една од главните карактеристики на буџетскиот форум, што темата на форумот е однапред дефинирана, а тоа е подготовка на општински буџет за наредната година. Обично на проектните форуми имате неколку теми, па бирате, па развивате проекти и така натаму. Што се однесува до буџетскиот форум, нема теми. Она што го имате е една единствена тема, буџетот на општината на кој ќе да дискутуваме и разговараме во наредните години. Неколку зборови за буџетскиот форум. Значи резултат за буџетскиот форум е усвоен општински буџет на консултација со граѓанството. Тоа е она што ние сакаме да го направиме. Да ги дадеме нашите препораки до Советот и до градоначалникот, а тие всушност треба нашите препораки да ги вклопат во буџетот за наредната календарска година. Веќе во буџетскиот форум тема на расправа е буџетот на националната самоуправа за наредната година. Работните маси се структурирани според страните кои се засегнати од буџетот на единиците на локална самоуправа или според надлежностите и финансирањето на истите. Буџетскиот форум бара поголемо вклучување на локалните институции и експерти. Ние на секоја следните форумски сесии ќе бараме локалната самоуправа да ги обезбеди присуство на локални експерти на моделот на финансирање, ръководство, кои ќе бидат долозни на нашите прашања да ги дадат и одговори. Буџетскиот форум е најдобра можност општината да покаже високо ниво на транспарентност и на отчетност пред граѓаните, бидејќи на сесиите ставка по ставка се разгледува буџетот на општината со конкретни бројки и активности. Ова е одлична можност општината да изготви буџетот согласно потребите на граѓаните. За граѓаните ова можност да видат дека планирањето на ограничените средства не е nimалку лесно и дека општината не може да ги оствари сите приоритети. Значи, вие ќе одите инспекторално да правите општината, ние ќе го правиме одлично. Ставка по ставка ќе се да разгледаме и видиме колку е царето справно да договорите. По однос на форумските сесии, буџетскиот форум се спроведува во 6 форумски сесии. 5 форумски сесии се спроведуваат. Значи, 5 форумски сесии ќе ги спроведуваме како се најаваме во крајот на оваа календарска година. Првата сесија се основување на форумот на која ќе се дискутираат приоритетите на буџетот на општината. Втората сесија на која ќе дискутираме за приходите на општината. Третата форумска сесија на која ќе
на 4-та форумска сесија, на 5-та сесија на која ќе се избира буџетска линија, односно капитални инвестиции кои ќе биде побарано општината да ги поддржи и стави во задоволителната рамка за реализација на наредната година. Последователната сесија на која ќе се даде отчет за тоа како се спроведени проектите финансирани од општинските работни маси. Неколку збори за работните маси. Екипната структура е според засегнатите страни од буџетот и се дефинираат според главните општински активности, односно ставки во буџетот. Например, локална инфраструктура, образование, култура, транспорт, комуникации, она што е засегната ставка во буџетот. Така ќе ја направиме структурата на денешната форумска сесија. Секој од работните маси има еднаква важност. Значи, тоа ви посетио повторам уште и сега. Нема работна маса која има голема важност во секој од ljudi. Сите работни маси имаат еднакви, сите имаат еднакви правна важност, сите граѓани без разлика на која маса седат имаат исто право на одlučување. Општината ќе учествува во проектниот фонд, кои средства ќе се трошат локално, согласно одлуките донесени на форумот. Проектите што се избрани за финансирање ќе бидат дел од општинскиот буџет, односно програма. Базата на спроведување на проектите, таа треба да биде во делот януари јуни 2015 година, технички одржување, спроведување, следење на реализација на проектите постигнати последователна сесија. Тоа е она што всушност ние треба да направиме во делот на 2011 година, односно што е тоа што треба да се реализира. Сега неколку работи за првата сесија и тука ќе се слушнувам ова прва мала презентација. Во однос на првата сесија, ова денешна сесија, представување на форумскиот процес, формирање на структура на форумот, односно работни маси, утврдување на правила за работа на форумот, презентација на состојбите и проблемите во рамките на буџетот, презентација и дискусија на стратешките приоритети во општината за следната година и по потреба формирање на работни групи за анализа на идентификувани приоритети. Ова е тоа што ние денес на крајот од ова прва форумска сесија треба и да го имаме завршено. Дали овој дел од објаснувањето на буџетскиот форум се јасен, дали овде има некакви прашања, требало да има нешто што не е јасно, имате прашања или јавете се за тоа да се јавите доволно е само да кренете рака, некој од оперативната група веднаш ќе ви донесе информациите вклучени во процес. Дали овде има потреба од прашања, коментари, дискусија? Ако се има продолжуваме поратата. Сега би сакала да најавам презентацијата што следи, тоа е за процесот на обединење и структура на буџетот на општина Македонски Брод. Ја поканувам госпоѓа Милена Лозановска, раководител на обединението за финансиски прашања на нашата општина, да се дискутира. Прво поздрав и од мене, да се посакаме успешна работа на овој буџетски форум, добри презентации од наша страна, значи страна на општинската администрација, добра дискусија, добри предлози од ваша страна, значи страната на граѓаните, представниците на невладениот сектор и бизнес секторот. И крајен резултат на овој буџетски форум да биде донесување на граѓански буџет за 2013 година за општина Македонски Брод, односно буџет кој ќе биде изготвен по мерка на граѓаните. Значи, вие граѓаните преку овој буџетски форум станувате наш равноправен партнер, значи равноправен партнер на општинската администрација во донесувањето на општинскиот буџет. Како што спомна Игор дека во голем број општини буџетскиот форум е дел од статутот, така да спомнам дека и во нашата општина буџетскиот форум е дел од статутот, тоа што значи дека сите наредни буџетски форуми сами, значи без поддршка, без финансиска поддршка, добро би било дека уште ја имаме, значи ќе организираме вакви буџетски форуми и сите наредни буџети ќе ги носиме со вас граѓаните и сите ќе имаат она боја на граѓански буџет и
Јас ќе ве запознам преку мојата кратка презентација за основниот поим што е тоа буџет, што е процесот на буџетирање. Голем дел од присутните на овој форум беа присутни на форумот во минатата година, така да ќе му се обнови знаењето што го стекнале во поглед на буџетирањето, а новите принципи граѓаните се стекнат мислам со одредени познавања да знаат што е тоа буџет, а што значи процес на буџетирање. Прво имаме буџет на општината. Што представува буџетот на општината? Буџетот на општината представува годишен план на планирани приходи и одобрени расходи со кои се финансираат основните функции на општината. Значи тоа е годишна проценка на планирани приходи и расходи со кои што се овозможува општината да ги остварува своите обврски. Буџетот на општината што вклучува во себе? Го вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на самофинансирачки активности, буџетот на заем. Како што кажав, основниот буџет е годишен план на планирани приходи и одобрени расходи за финансирање на основните надлежности на општината. Во основниот буџет ние ги планираме, значи, сопствените приходи, тоа се сопствените приходи на општината, за научните и комуналните такси, приходите од продажба на капитални објекти, од продажба на земјиште и трансферите што ги добиваме од Агенцијата за патишта и трансферот од ДДР. Тоа е, значи, основниот буџет што е показател на финансиската способност на општината. Тоа е сршта на целиот буџет. Потоа буџетот на дотации. Буџетот на дотации представува, значи, годишен план на приходи од дотации и одобрени расходи со кои што се финансираат одредени намени, значи тие се наменски средства, одредени проекти и инвестиции. Тука ги планираме дотациите што доаѓаат за образованието, значи дотациите од Министерството за образование, дотацијата од труд и социјално што доаѓа за детската градинка, дотацијата од Министерство за култура, за домот за култура и дотацијата што доаѓа од Министерство за вратишни значи за противпожарната единица. Буџет на самофинансирачки активности, тоа е буџетот на планирани приходи и одобрени расходи од активности кои што се дополнителни на активностите на буџетските корисници. Тука, значи, се планираат приходите, примерно детската градинка, тука се планираат приходите од оние надоместници што ги плаќаат родителите за згрижување на нивните деца. Во основните училишта, во средните училишта, тоа се одредени приходи од закупнини, од изнесување на школски сали. Во домот на културата тоа се приходите од билети за одредени манифестации, чланарини во библиотекари и така натаму. Потоа имаме буџет на донации. Тоа е годишен план на планирани приходи од донации и одобрени расходи. Значи, тука ги планираме приходите, што планираме да ги добијаме од некој донатор врз основа на случаен договор. И тие приходи се трошат наменски, онака како што е постигнат договорот со донаторот. Потоа имаме буџет на заемите. Тука, значи, тоа е годишен план на прилично заем и одобрени средства и тие, значи, се користат наменски за финансирање на одредени проекти и инвестиции. Ние до сега не сме користеле заеми и во буџетот 2012 немаме буџет за заеми. Сега, значи, тоа се кратки запознавање со буџетот. Сега имаме, значи, буџетот временски на колкав период се однесува. Тој се однесува на временски период од една фискална година, која што почнува 1 јануари за 31 декември завршува. Ако го земиме буџетот ние како писмен акт кој што излекува од апликацијата во одделението за финансиски прашања, ќе видиме дека се состои од 3 дела. Значи, општ дел, посебен дел и развоен дел. Во општиот дел содржи консолидиран биланс на приходи и расходи. Што значи консолидиран? Тука се дадени приходите и расходите заедно и на општината и на единките корисници, значи на основно, средно образование, домна култура, детска градинка. Потоа биланс на тековно оперативни приходи и расходи, биланс на капитални приходи и расходи. Во вториот дел, значи посебниот дел се планирани расходите. Расходите се планирани по програми, имаме тековно оперативни програми и капитални програми. Значи тековно оперативните програми се тековните трошоци, ако земиме, например, една програма за одржување на патишта, тука се тековните
Основните трошоци планирани, а во програмата за изградба на патишта, таа е капитална, се планира, значи разходите за изградба на патишта. И развојниот дел, тоа е план на развојни програми, значи капиталните програми се развојни програми и во тој дел се планира, значи програмите се стават во една временска рамка, колка временски периоди се реализирале тие, со кои финансиски средства, значи извори, дали дел од буџетот, дел од донации и што се постигнува со таа развојна програма. Сега, значи, што представува буџетски процес. Целиот процес на подготвување на буџетот, донесување на буџетот, извршување на буџетот представува буџетски процес. На кои начала сега се базира буџетскиот процес? Буџетскиот процес се заснова на началата транспарентност, одговорност, законитост, ефикасност, економичност и ефективност. Што значи транспарентност? Транспарентност значи општинската администрација по целокупното своје работење при донесување на буџетот, извршување да биде транспарентна, отворена кон вас граѓаните. Овој буџетски форум, со одржувањето, значи на овој буџетски форум, ние го почитуваме ова начало на транспарентност. Ние го отвораме буџетот пред вас граѓаните, ги презентираме програмите, вие дискутирате по тие програми, бирате одредени приоритети проекти, значи буџетот поминува низ ваш филтер, низ филтер на граѓаните. Одговорност, значи секој си сноси одговорност, като началникот, като главен менаџер на целокупното работење во општината, ја има тој главната одговорност, тој е подпишник на сите сметки во општината. Исто така одговорноста и на општинската администрација. Законитост, значи постапуваме во согласно со сите закони, кога станува збор за буџетскиот процес, тука се Законот за буџети, за финансирање на единиците на локална самоуправа и Законот за локална самоуправа. Економичност што значи? Значи со помалку залагање да го оствариме она што сме планирале. Ефикасност да оствариме повеќе од она што сме планирале. Ефективност да бидеме ефективни, она што сме го зацртале да го оствариме. Кои се учесници во буџетскиот процес? Учесниците во буџетскиот процес се делат во две групи, внатрешни и надворешни учесници. Внатрешни се градоначалникот, советот и раководителите на одделенијата и раководителите на единиците корисници. Фактички тука се вработените во сите одделенија, вработените во буџетските единици, но координирани од страна на директорите. Втората група на творешни учесници се граѓаните, невладиниот сектор и бизнес сектор. Значи, како што кажам, градоначалникот е главниот менаџер во општината, тој е предлагач на буџетот и предлага сите измени, дополни, ребаланси во текот на годината, ја предлага завршната сметка и одговорен за извршување на буџетот. Советот е тој што го донесува буџетот, што ги разгледува кварталните извештаи, ги донесува пренамените, проширувањата, завршната сметка. Раководителите на одделенијата и единките корисници, значи во рамките на одделенијата во нашата општина се изготвуваат програмите кои што ќе вие ќе ги добиете на овој буџетски форум, се изготвуваат значи во рамките на одделенијата во нашата општина. Во одделението за урбанизам се изготвува програма за изградба на улица и патишта, програма за системи за разградување. Во одделението за локален економски развој се изготвува програмата за локален економски развој, за поттикнување на туризмот, програма за културни манифестации, потоа програмата за социјална заштита се изготвува во рамките на одделението за општи правни работи и јавни дейности. А додека пак директорите на буџетските корисници, тие се учесници во овој процес затоа што тие ги изготвуваат фактурните буџети. И надворешните учесници се вие граѓаните преку ваквите буџетски форуми, како што кажа, станувате наш равноправен партнер и сте учесник во подготвувањето на буџетот, а потоа сте во извршувањето на буџетот, затоа што после овој форум ќе се формира исто работна група која што ќе го следи дали она како што кажа градоначалникот проектите што вие сте ги предложиле, навистина ќе се реализираат. Значи таа работна група ќе биде од вас граѓани.
тоа е значи фазата на одлучување за целите на општината во основа на стратегијата и потребите на граѓаните, фазата на подготвување на буџетот, фазата на донесување на буџетот и извршување на буџетот. Значи најпрво ние кога го правиме буџетот тргуваме од тоа кои се нашите цели. Целите се утврдуваат во основа на стратегијата. Општина Македонски Брод има стратегија за развој на општината. Ние секоја година тргуваме од таа стратегија, е изготвена исто така во основа на потребите на граѓаните. Втората фаза, значи анализа и подготвување на буџетот. Интензивно буџетот се подготвува во текот на целата година, но интензивно подготовките за буџетот се почнуваат од 30 септември. Значи сега овие денови ние треба во општината да добиеме буџетски циркулар. Што значи тоа буџетски циркулар? Тоа е едно писмо кое што го добиваме од Министерот за финансии, од кој што ние ги добиваме главните насоки во кои треба да се движиме при изготвување на буџетот. Значи добиваме прво информации каква ќе биде политиката на државата, дали ќе биде развојна или социјална, како ќе се движи инфлацијата. Потоа конкретно за нашата општина добиваме колка ќе биде износот од ДДВ-то што ќе го добиваме, потоа колка ќе биде износот на доплатациите кои што ќе ги добиваат единките корисници. Добиваме одредени инструкции за изготвување на развојни програми и кога ќе дојде буџетскиот циркулар, ние веднаш од општина ќе известуваме буџетските корисници да и тие преминат веќе кон подготвување на буџетот. Стартуваме значи со изготвување на програми за буџетот, кои треба да бидат изготвени до 10 октомври. Тие програми ќе ви бидат доставени вази на овој форум, ќе ги разгледувате тие програми, значи ќе предлагате проекти, тие програми ќе ги доставиме на Совет ќе ги донесени, и во основа на тоа потоа ние на така донесените програми пристапуваме кон планирање на расходниот дел на буџетот. А прво го планираме приходниот дел. Како го планираме приходниот дел? Одделението за администрирање со даноци ни изработува нас проекција. Значи, како се реализирале даноците во претходните 3 години, како во наредните 3 години. Потоа, значи, планираме така со следните приходи. Потоа планираме колку од донации, од дотации и на тој начин го пакетираме буџетот, го доставуваме до Совет и се донесува буџетот. Ние завршуваме значи фазата на усвојување и потоа се минуваме кон извршување на буџетот. Извршувањето на буџетот што значи? Ние веќе почнуваме со трошење на буџетот, но за да го трошиме буџетот, создаваме финансиски планови кои ги доставуваме до Министерството за финансии, тие се одобруваат и на тој начин почнува потоа реализирањето трошењето на буџетот. Се прават квартални извештаи и на крајот завршна сметка. Сега, да не должам многу, може би нема да биде интересно. Буџетски календар, тоа е временска рамка на активности, што се планирало во 2012 година. Овие активности значи се однесуваат на изготвување, ако се планирани во 2012 се однесуваат на изготвувањето на буџетот за 2013 година. Буџетските приходи, значи, од каде се обезбедуваат приходите во буџетот? Приходите во буџетот се обезбедуваат од собствени извори, приходи од дотации, приходи од донации, приходи на земање на заеми, значи можеме да земаме заеми од централниот буџет, исто така и од здравство, согласно со владата. Значи можеме краткорочни позајмици до 1 година, значи да ја земиме и да ја вратиме до крајот на година и долгорочна позајмица до 5 години, која треба да ја вратиме. Значи, кои се собствени извори на приходи? Собствени извори на приходи се локални даноци, локални такси, локални надоместоци, приходи од персонален данок, приходи од парични казни, од донации и донациите се собствени извори затоа што тие се неповратни, приходи од самопридонесот, сега, значи, структурата на буџетот на општината за 2012. Сега ќе направиме на крај
наредната сесија ќе вршиме анализа што сме планирали, што сме реализирали и тогаш стартувате вие со вашите предлози како да ги зголемиме приходите за 2013. Значи, со буџетот за 2012 планирани се 274.662.000 денари. Согласно пропишаната економска класификација се проектирани на следните. Значи имаме данъчни приходи, процентуално застапени со укупните приходи, сега зборуваме за укупниот буџет со 6,3%. Тука си групите на данъци, како што кажа во втората форумска сесија, ќе ги анализираме овие групи на приходи. Втората група се неданъчните приходи со процентуална застапеност 4,2%. Капиталните приходи со процентуална застапеност 12,4%. Оваа група на приходи се многу значајни за нас, посебно со добивањето на правото за продажба на градинска земјиште, тука очекуваме големи приходи, кои што ќе бидат насочени кон капитални инвестиции. И трансферите и донациите, тука значи влегуваат трансферите што ги добиваме по основа на ДДВ, трансферите од Агенцијата за патишта и трансферите за буџетски корисници и донациите од страна. Расходите мора да постои баланс помеѓу приходи и расходи. Расходите значи се делат на утврдени намени и резерви. Резервите се 250.000 тие се постојана и тековна резерва. Тоа е 3% од основниот буџет, што овие расходи мора да бидат планирани тука се исплаќа, значи надоместоци во случај на елементарни непоследни за санирање на тие последици. Планирани и реализирани расходи, како што кажат, расходите во буџетот се планирани во буџетски програми. Во нашиот буџет има 34 програми, значи расходите од една програма можат да бидат финансирани од различни сметки. Сега да земеме за пример, еве детска програмата на детска градинка. Разходите во детската градинка се финансираат од буџетска сметка, одредена ставка. Истата ставка се финансира и од самофинансирачка и од наменска сметка. Значи, ова се расходите во програмите што се финансираат од буџетска сметка. Значи, за овие први 8 месеци реализацијата на буџетска сметка е 33%, што значи до крај имаме уште време, мислам уште 3-4 месеци, да се зголеми таа реализација. Ова е заклучна, значи анализа е прајна со 31 август. Наменската сметка тука, од наменската сметка се финансираат програмите детската градинка, култура, има 3 програми, основното и средното образование и програмата позитивна заштита. И тука реализацијата е дадена, да не ве замарам сега со бројки. Самофинансирачката сметка, исто значи како што спомнав приметите, и програмата од образование и култура и детска градинка, значи расходите на тие програми се финансираат и од самофинансирачка од личната сметка и од наменската дотација, значи од приходи што се добиваат од централен буџет и од приходи од општината и од наши приходи. Како што спомнав, основниот буџет на општина Македонски Брод изнесува 80.085.800 за 2012 година. Групата на приходи се даночните, неданочните, капиталните приходи, трансферите. Многу е важно овој буџет да биде што поголем, заради наша голема финансиска стабилност и финансиска издржливост. Тука многу значени се даноците на имот, оние даноци кои што ние ги сите граѓани ги плаќаме, тука се наши. Тоа се средства, значи, вие што ги давате и од вас за вас. Доколку наплатата на даноците е поголема, имаме подобра инфраструктура, имаме изградба на площади, изградба на кеос, ето тоа доаѓа, значи, повратно како бумеранг кај нас граѓаните. Јас не знам ова беше кратко за познавање. Може би многу теоретски, ама наредната форумска сесија ќе разгледуваме, значи, планирани и реализирани приходи, ќе биде интересно, ќе има дискусија и очекувам поголема ваша вклученост и предлози. Како равноправен партнер на нашата обществена администрација. Благодарам.
некоја маса, така да слободно можете да разгледате презентацијата. Благодарам на Милена за ова многу јасна презентација која верувам дека на сите нас ни стана појасна како се буџетот, како се полни, како се празни кој одлучува и уште не видиме транспарентен процес, сите вие ќе можете да учествувате во планирање на буџетот за наредната година. Неколку пати спомнувавме структурата, односно за потребата поставувањето на овој груп на работни маси, бројот, определбата кој и како. Јас во неколку реченици ќе се обидам да го објаснам структурата, се надевам дека на некој ќе е јасна, не бе јасно што е следен слайд. Значи, форумот го сечинува најмногу 12 работни маси. Немаме ограничувачка бројка на почеток, но не може да има повеќе од 12 работни маси. Досегашното искуство покажува дека најдоброто функционирање е со прилика десетина работни маси и затоа и овде поделбата во моментот кој ја имате се 10 работни маси. Тоа не е за нас образувачко како за форум, односно за вас. Ова е предлог. Ние не можеме да имаме повеќе од 12, а ќе одлучиме со колку работни маси ќе работиме. Обврската е дека една работна маса не може да има помалку од 4-5 присутни, значи за да биде формирана работна маса, треба 4 до 5 луѓе кои се пријават да бидат дел од таа работна маса. Работната маса е ограничена и со голем број. Значи на една работна маса не би требало да има повеќе од 15 лица. Значи за една работна маса да биде функционална не треба бројка од 4 до 15 луѓе на лице, за да ја формираме како работна маса. Работните маси ги представуваат различните социоекономски интереси и гледишта на граѓаните. Значи, ги формираме и како што најавив, може би според структурата на буџетот и според гледиштата на граѓаните. Ве волам да внимавате на следното. Сите маси имаат еднакви права. Не постои маса која има поголеми права. Имаме маса на Советот или на локалната самоуправа. Таа има еднаквите права како и сите останати работни маси. Сега ни се на слайд ќе ви покажам структурата, односно како би требало да изгледа и што всушност представуваат работните маси. Значи, гледате дека овде сме модераторот и модераторот, до нас е оперативната група, експертите, имаме работни маси за медиуми и гости. Но всушност поставената на еден форум е во овој дел како што ние се обидуваме да го направиме, во еден полукруг. Колку гледа да има предлог на работни маси за социјални дејности, спорт и рекреација, култура, комунални дејности, животна средина, образование, здравство, економски развој, бизнес сектор, земјоделство, единица на локална самоуправа, заедно со Советот на општината. Ова е еден предлог на структура кој не мора да го има овде, го имаме и на други места. Сигурно што е важно. Кај треба вие да одлучите да седите. Седењето на форумот не е поврзано со вашето работно место, нити со вашето образование. Значи на форумот можете да седите онаму каде што сакате. Ако сакате да видите, например, јас сум градежар, ама сакам на овој форум да бидам дел, односно да размислам, да бидам дел од групата на работната маса за култура. Никој не може да го забрани. Значи, јас ще седам на работната маса за култура и ќе ги застапувам интересите на културата. А ако некој е културен работник, ама сака да ги застапува на овој форум интересите на луѓето за спорт и рекреација, слободно може да седи на таа работна маса. А јас, јако сум културен работник и сакам да седам на работна маса култура, уште подобро. Но немаме образувачки фактор, тоа да ви биде јасно. Дека ако работите во образование, не е задолжително да седите на работната маса образование. Може да седите на било која друга работна маса, затоа што всушност на последната форумска сесија, кога се одлучува со консензус, секоја работна маса
одлучила се консенсус и така ги подира предложените проекти. А сите работни маси ги имат еднакво право на глас. Затоа е важно вашиот глас да го давате на работната маса на која вие сакате да бидете дел. Ова не е задолжителна структура, ова е пример. Ние како оперативна група направиме формина на структура на форумот овде. Таму е весна каде што се напишани предложените имиња на работни маси, но да ќе ви кажам што повеќе. Да, значи, тука се напише како кој го роди, што значи работните маси, ќе ви отворите. Тука изброивме неколку работни маси, на кои што вие, на пример, за време на паузата, с која што ќе следи после презентација, ќе треба да се определите. Че секој од вас ќе само да стане за време на паузата и да го запише своето име на она работна маса на која сака да биде член. Покрај предложените работни маси, кои се предложени да ги покажем од десна до центар, значи има еден-два слободни ключави. Това значи, ако не се најдувате никој на работната маса, а имате предлог на работна маса, која би била во функција на бюджетот, напишете го името на предлогот на работната маса и подпишете се на него. Ако после вашето име се подпишете се најмало четворица и станете група од 5, тоа ќе биде прифатена и таа работна маса како ваш предлог. Значи, ова се наши предлози кои не се задолжителни. Ако мислите дека има подобро решение за формирање на работни маси, добар интерес, предложете го и формирајте таа како работна маса. Но понесете од дискусијата од темите кои ги имаме буџет и предлагаме овие работни маси. Нашите предлози за работна маса се инфраструктура, општна администрација, млади и спорт, образование, социјална заштита, заштита на животна средина, локален економски развој, земјоделство и култура и туризам. И тука е една слободна чатка, каде што можете да запишете и оформите ваш предлог за работна маса. Оперативната група, представници на оперативната група ќе бидат представените листови. Тие со нив имаат маркерите. Значи, во наредните 10-15 минути ве замолувам секој од вас да го напиши своето поле на интерес, гадели како член на оперативна група во наредните форумски сесии. Значи, имаме 10-15 минути да секој од вас се запише во периодот на пауза, односно период за приемување по работните маси. Нема да имаме после тоа пауза, zato што паузата ќе искористиме сега да го заврши запишувањето во интерес на времето, за да се заврши. 10 минути секој да се
предвод на нова работна маса, а и да иде интересно за сите предложени работни маси. Ја поканувам Весна да каже како е интересот на граѓаните на која работна маса, колку се запишаме за да знаеме колку работни маси всушност се формираат. Весна, повеќе. Значи, на работната маса инфраструктура имаме 12 лица. Таа формирана на Лигор, предходно кажа дека да се формира работна маса треба од 4 до 15 лица има. На масата општинска администрација, која што е определена работна маса и каде што седат ръководителите на во општината, имаме 8 осветијавено. Потоа на работната маса млади спорт има максимум за 15 лица определено. На образование има 16 лица, значи максимум треба да има 15 лица на една маса, ќе треба 16 дали. Ако е еден, ќе запишиме за него и нека остане 16 на тај. Значи по правило треба да бидат 15, но ако ставиме збор само за едно лице, повеќе тогаш ќе оставиме таа работна маса за да не формираме две. Ако се повеќе од 15, ќе треба да формираме две работни маси, но секако форумот треба да го прашаме, ако форумот дозволи со 16 да продолжи работната маса, ќе оставиме така. Дали се согласуваме таа работна маса да остане со 16? Добро, На работната маса социјална заштита има 6 лица. На работната маса заштита на животна средина има 9 моментално. На работната маса локален економски развој има 8 пријавени лица. На работната маса земјоделство исто така има 8 пријавени. И на работната маса култура и туризам има 14 пријавени лица. И како што спомнего, слободната работна маса нема никој предвид за слободна работна. Еве овде бидејќи сега ги имаме формирано работните маси, формиравме 9 работни маси од следната форумска сесија за да не правиме сега дополнително поместување. Нема сега да ги поставуваме посебно работните маси, значи на следната форумска сесија секој ќе седне на работната маса каде ако веќе тоа го направивте е добро, ако не од следната форумска сесија ве замолувам со доаѓањето да седнете на работната маса која ќе биде обележена, на која веќе сте се пријавиле по распоредот кој беше понуден. Она што сакам да го кажам, значи форумот како процес е отворен. Ние со формирањето на работните маси не го затвораме процесот и дека никој понатаму не може да се приклучи. Значи форумот е отворен процес. Понатаму може да дојдат нови граѓани, новите граѓани ќе можат да појават интерес на некој од работните маси, слободно ќе ги вклучиме. Оно што е само основно да се има како информација, се надевам го имате и од предходните, е правото на глас. За да имате право да гласате на 5-та форумска сесија, треба да бидете присутни на најмалку 3 форумски сесии. Значи, не може да дојдете само на последната форумска сесија и да гласате, туку ќе гласаат оние кои биле дел од процесот на планирање на буџетот. Оние кои биле присутни на најмалку 3 форумски сесии. Присуството на форумските сесии се потврдува со запишување во листата на присутни. На оваа прва форумска сесија имаме една единствена листа на присутни, се запишавте тогаш кога влегувавте во салата. На следните форумски сесии ќе се подпишуваме еднаш кога влегуваме на работата во салата и повторно ќе имаме подпишување на секој од нас во текот на форумската сесија, најчесто во вториот дел од форумската сесија ќе се подпишувате сите по работните маси. Така ќе ги формираме структурата на работните маси, ќе ја потврдуваме структурата, за да знаеме кои се луѓето ќе присуствувале на најмалку 3 форумски сесии, за да имаат право на глас на 5-та форумска сесија, односно во одлучување кои 3 проекти ќе бидат поддржани за општината да ги седи како препорака од нас, да ги стави во буџетот и обавезно да ги реализира во наредната календарска година. Дали некој има нешто да праша односно структурата, односно формирањето на работните маси, односно на што би значило понатамошно функционирање на оваа структура? Ако имате прашање односно ова, повелете. Добро. Благодарам за вашето
учествуе при овој на интерес, значи се да наполно да го поддржиме на структурата, како што ви прочита веста, од следната форумска сесија функционираме со 9 работни маси. Сега оно што следи е правилата за работа. Гледате дека не сме мала бројка, овде имаме повеќе од 110 луѓе кои се собрале на оваа форумска сесија. Се надевам дека ќе продолжиме со ваков интерес, дека ќе има секогаш барем полува може, а за очекувањата се да има уште повеќе на следните форумски сесии, може би некои не разбрале, ќе разберат виднина од вас. Затоа, за да биде сето функционално, мора да има правила за работа. Правила кои ги почитуваме сите кои ќе доаѓаат овде. Форумот е всушност место кое што вие ги одредувате правилата. Како што ќе се договориме да функционираме, така ќе функционираме во иднина. Јас оно што можам од моето искуство од 2006 година наваму како модератор на процесот, имаме една група на начела на правила кои најчесто се применувани од страна на форумите. Се надевам дека ти биле слични или исти на претходните форумски сесии овде во Македонски Брод. Ние ќе ги презентираме тие, а вие ќе кажете дали се согласувате со нив, сакате тие да останат, сакате да се направи измена, да се исполни некои од правилата, сакате да донесеме нови, но форумот одлучува. Весна сега ќе ги прочита правилата, ќе видите кои се правилата кои најчесто имаат примена на форумските сесии, а понатаму останува навод. И попаѓате тие и изменувате и додавате некои нови. Весна поведа. Значи, нашиот предлог за правила за работа на форумската сесија се учесниците на форумот првенствено учествуваат како граѓани, корисници на општинскиот буџет, а потоа како представници на институциите од кои доаѓаат. Потоа форумските сесии започнуваат во однапред определено и договорено време. Ние решихме да се одлучиме да здржиме до сегашната практика, значи да се одвиваат форумските сесии во среда во 2,5 часот, како претходните два форуми. Потоа дискусиите се водат помеѓу работните маси, представени од различни заинтересирани страни. Заинтересираните страни, односно работните маси се равноправни во одлуките и дискусиите. Секоја работна маса има еднакво право и важност. Одлуките на форумот се донесуваат во консензус, заедно почитување на личноста и конструктивно разрешување на конфликтите во општа корист на сите чинители на заедницата, да не се влегува во личен конфликт. Ги сослушуваме дискутантите и се залагаме за активно слушање. Форумските сесии нема да траат подолго од 3 часа, освен на ваше барање, доколку сакате да траат подолго. Искажувањата и коментарите на учесниците, дискутантите нема да бидат подолги од 3 минути. Правото за одлучување на приоритетни проекти, односно програми, кои ќе се финансираат од бюџетот на општината, се стекнува со редовно учество на барем 3 форумски сесии. Присуството е задолжително од почеток до крај на сесијата. Мобилните телефони треба да бидат исклучени, забрането е пушење за време на форумските сесии и форумските сесии се јавни. Записниците од нив се достапни за медиумите и за сите заинтересирани лица. Това се тие правила. Дали имате некој предлог правило за вметни? Да се вметни, избреши. Ова е само една листа на најчесто користени правила на форумите низ досегашното искуство. Ги нудиме да ги видите. Ова е само за показ во ја создадеме листата во интерес на времето на сите нас. Ако има некој предлог за измена, дополнување, слободно дигнете рака, тоа е добро, добивате веднаш збор, а потоа форумот ќе одлучи што со вашиот предлог. Ако немате, тогаш молам со аплауз да ги прифатиме овој начин. Откако се запознавме со процесот на буџетирање и структура на буџетот на општина Македонски Брод, ја формулавме структурата на форумот, следи уште една презентација од представници на општина Македонски Брод, односно ќе биде презентиран преглед на реализацијата на стратешкиот развојен план и приоритетите за развој на општината за 2012 и 2013 година. Овој план всушност е основа за изработка на буџетот. Сега повикувам нашиот градоначалник,
Накратко ќе ја представам нашата визија како општина Македонски Брод и реализирани проекти во 2012 година. Општина Македонски Брод ја замислуваме како социјално, економски и културно развиена општина, отворена кон градот Скопје, со модерна, регионална и локална инфраструктура, брендирани еколошки здрави производи и враќање кон традиционалните вредности. Тука сакам да напомнам дека во нашата општина имаме брендирани фирми и тоа за здраво, еколошки, чисто поднебје, тоа со евро документи и тоа во село Волче се произведува еколошки здрав мед, а во село односно во село Горно Крушје еколошки здраво месо, еколошки чисто млеко и сирење од овци која обстојува во нашата општина и која е заштитена со закон. Тука сакам да нагласам дека се остварува мојата и ваша визија, се отвори патот Македонски Брод Скопје, кој се уште е во градба, меѓутоа можеме да патуваме по овој пат и остануваат уште 14 километри да се доасфалтира. Тоа е влезено во програма на владата и овдека упатувам благодарност на владата, која во манифестот на владата треба до 2014 година да биде пуштен патот Македонски Брод Скопје, бидејќи е прогласен за регионален пат. Сега накратко ќе одиме што сме реализирале со стратегијата, бидејќи знаете дека имаме изгласано како општина Македонски Брод стратегија за развој на општината од 2008 до 2013 година. Ќе одиме со ред во оваа стратегија што имаме умфатено. Развој на инфраструктурата, развој на локална економија, заштита на животната средина, развој на образование, култура и социјална заштита. Во текот на оваа година, односно во текот на 2012 година, конечно е завршен патот за село Лупще како локален пат. Овие денови отпочна градбата на патот за село Калуѓерец, а се надевам дека во почетокот на наредниот месец ќе отпочне градбата на патот за село Ризанско. Исто така, во втора фаза на отпочнување за изградба се локалните патишта за селото Долно Крушје, Зркле, Требовље и Заград Волче. И за овие локални патишта тендерската постапка е завршена и се очекува избрана е фирма, се очекува секој момент да отпочнат со градба и моја желба, сигурно и ваша желба е во текот на оваа година овие 7 патни правци да бидат асфалтирани и да створиме подобри услови за нашите сограѓани кои живеат во овие села, подобро да живеат, побрзо да стигнуваат до своите домови и нормално да се развива селскиот туризам кој е во нашата стратегија предвиден во стратегијата за развој на општина Македонски Брод. Исто така во завршна фаза во градот Македонски Брод е асфалтирањето на 4 краци на улицата Мирче Ацев, во подготовка за асфалтирање, односно почна од денес подготовката на улиците Григор Прличев, Цветан Димов и Орце Николов. Значи во денешниот ден и во текот на вчерашниот ден имавме активности и почна изградбата на овие улици и се надевам дека во текот на оваа година и овие улици ќе бидат асфалтирани. Изградени се во текот на оваа година плочевски пропусти, мостови. Тука е пишано погрешка селото Девич, што е претходно, не е во оваа година. Во оваа година се изградени мостот во село Слатина, село Долни Манастирец и 2 моста во село Самоков, а во фаза на реализација е плочевски пропуст, односно мовче за село Ковче. Исто така, во тек е завршена тендерската документација, тендерски избрана фирма да го изработи и тротоарот, односно патеката од бетон плочки во село Самоков и тоа од новата населба до училиштето во село Самоков, со што ќе створиме безбедносни услови за учениците да се движат до училиштето
за да нема последици кај нашите најмлади. Во тек е изградба на пешачење кај нас познато кејот на реката Треска и се надевам дека спрема рокот до 5 октомври ќе биде завршена изградбата на кејот во Македонски Брод и се надевам исто така за 11 октомври заедно да го пуштиме во употреба. Тука сакам да напомнам дека се прошири проектот покрај кејот со средства од Општина Македонски Брод, од локалната самоуправа, ќе да изградиме патеката од пешачкиот мост на реката Треска до гимназијата, а кај пешачкиот мост изградиме и мини площад за одмор, за оние кои го користат овој мост и пешачката патека да можат да здивнат и да одморат со поставување на клупи покрај пешачкиот мост. Сега можете да ги видите и моментите кога ги пуштавме мостовите во, тука е во село Самоков, претходно беше во село Долни Манастирец и село Слатина. И може да има тука и присутни од овие места. Ако нема, јас сакам да го пренесам нивното задоволство и нивниот восхит кога овие мостови се пуштава во употреба, иако мали, но многу значајни за ова население кое живеа таму, бидејќи тие реки, посебно преку зимата, доста надојдуваат, а преку летото ги користат за да одат до нивните ниви и посеви кои ги одредуваат мештаните кои живеат во тие населени места. Планирани активности за 2013 година во нашата програма кои се досега влезени, значи продолжуваме до асфалтирање на локалната патна мрежа, целосна модернизација и реконструкција на уличната мрежа во Македонски Брод, подобрување на инфраструктурата во село Самоков, тампонирање на улици во населени места, побарање на местните самоуправи, до изградба на целата локална патна мрежа на територија на Општина Македонски Брод, уредување на индустријската зона, односно урбанизација и изградба на комунална инфраструктура во индустријска зона, изградба и реконструкција на водоводни и канализациони мрежи во населените места. Од досега пријавените и одобрени проекти имаме околу 800.000 евра од Европска банка за реконструкција и изградба на нови водоводи, во тек се тендери и се надевам дека во ова година ќе отпочнеме и со реконструкција и изградба на нови водоводи. Посебно секој момент треба да отпочне со изградба на локалниот водовод кој за нас има значење како регионален од село Сушица до село Зрже, бидејќи тука ќе се приклучат и населените места Долни Манастирец, Инче и манастирот Света Богородица во Горни Манастирец. Сакам да напомнам дека една од ретките општини сме што успеавме да урбанизираме индустријска зона, бидејќи другите општини успеваат, меѓутоа со подршка од владата, во овој проект целосно општина, локалната самоуправа успеа да го урбанизира овој дел и сега сме спремни за наши бизнисмени слободно можеме да ги повикаме да градат своји објекти, работилници, фабрики. Значи, индустријската зона е спремна за да се вклучат сите бизнисмени што сакаат да работат во нашата општина. Преглед на активности од областа на локалниот развој. Изработени се промотивни материјали за Општина Македонски Брод, изработена е веб страната на општината која тековно се ажурира. Општина Македонски Брод активно соработува со сите невладини организации на територијата на нашата општина. Општината има активна соработка со бизнис секторот, активна соработка со местните самоуправи. Општината активно поддржува и учествува во реализација на општински промотивни, културни и спортски манифестации, така да имаме во нашата општина две манифестации кои
се прогласени и треба да се брендираат како единствени во Република Македонија, а тоа е носењето на кули во македонски брод и костенијадата, која исто така е единствена со својата манифестација во општината и се надеваме дека ќе бидат прогласени како единствени од Министерството за култура. Во тек е мапирање на туристички и други значајни природни и културни локалитети во Саработка со Центарот за развој на Југозападниот плански регион. Исто така, овде сакам да кажам дека во соработка со Југозападниот регион во секој момент ќе стигнат знаци со што ќе го обележиме нашите културно-историски споменици, нашите еколошки богатства, ќе бидат поставени на регионалниот пат од македонски брод до Самоков, посебно за сите странци кои доаѓаат да знаат кај се најдуваат најдобрите пештери, кај се најдуваат манастири, цркви, бидејќи ги има доста на нашата територија за скоро време и тоа ќе биде обележано. Во иднина планираме изработка на проект за отворање туристичко-информативен киоск во централното градско подрачје. Исто така планираме уредување на градскиот пазар и негова дислокација позади стоковната куќа. Нормално се надеваме дека ќе обезбедиме средства тоа во текот на 2013-2014 година да биде реализирано. Развој на проект за рурален туризам, Порешко село, изработка на инвестиционен водич, изработка на проект за избор на автентичен производ, погоден за брендирање, изградба на пешачки патеки покрај езерото Козјан. Исто за овие патеки сакам да нагласам дека влезени сме во програма на владата, обезбедени средства и исто така голема благодарност за владата на Република Македонија ќе добиеме пешачка патека во должина од 8 километри покрај езерото Козјак од село Здуње до село Близанско, така да нашите посетители ќе можат да се движат и рекреираат покрај езерото Козјак. Изработка на проект за избор на автентичен производ, погоден за брендирање, изградба на пешачки патеки, кажав, изработка на стратегија за развој на туризмот во општина Македонски Брод. За сега оваа стратегија е вклопена во стратегијата за развој на општина Македонски Брод, но бидејќи имаме идеални услови за развој на туризмот, селскиот туризам, езерски туризам, ловен туризам, риболовен туризам, во план сме исто така да направиме стратегија за развој на туризмот во општина Македонски Брод. До сега имаме реализирано доста активности од областа на животната средина. Значително е намален бројот на дивите депонии. Јас и претходно кажав дека нашата администрација аплицира до сите амбасади во Република Македонија и во текот на минатата година имавме донации од Норвешка и Швајцарска амбасада и успеавме да ги очистиме сите депонии во нашата општина заедно со јавното претпријатие Водовод и канализација. Исто така ставена е во функција градската депонија за цврст отпад, која се најдува покрај фабриката ЕМО, поточно кај мостот Алкајлуи. Изработен е план за управување со отпад, изработен е локален еколошки акционен план. Ова е исто така со подршка од странските амбасади, го изработивме овој еколошки акционен план и можеме да се похвалиме една од ретките општини во Македонија кои имаме еколошки план за заштита, еколошка заштита на нашата општина Македонски Брод. Во фаза на изготвување се и други стратешки документи за заштита на животната средина. Извршена е набавка на контењери за сепарација на цврст отпад. Во иднина се планира чистење и проширување на речното корито, кое веќе е започнато ова чистење и проширување од пешачкиот мост на реката Треска до старата ветеринарна станица во Македонски Брод, ќе биде целосно исчистено речното корито и така ќе биде реката чиста да дојде до израз кејот кој се гради на реката Треска. Подобрување на хортикултурно уредување во општината,
Тука сакам да кажам дека од македонски шуми имаме добиено околу 3 садници, 3000 садници и нашата општинска администрација ќе биде носител, бидејќи садниците се во македонски брод, носител во текот на есента да ги засадиме овие садници, а ги повикувам и сите други заинтересирани да земат учество и така еден дел да озелениме, со што ќе ја подобриме нашата животна средина. Исто така водиме кампања за зачувување на шумското богатство. Оваа кампања ја водиме со тоа што кај младите, посебно и кај жителите што живеат во нашите населени места, редовно укажуваме најмногу за зачувување на ова шумско богатство, за да нема злоупотреба, палење, пожари, бидејќи тоа што го имаме многу значи, бидејќи нашата територија 70% е покриена со шуми и овие шуми изобилуваат посебно дабова и букова шума. Јакнење на еколошката свест кај населението, изработка на физибилити студија за воведување на алтернативни видови енергија. Тука сакам да напомнам дека во нашата општина до денес има тендер за производство на сончева енергија. Се надеваме дека ќе дојде некој партнер. Нашата цел е и ние да имаме алтернативна енергија, бидејќи гледате дека кризата со енергијата во светот е се поголема, а за нас ќе значи што тука и ќе имаме нови 20 на вработувања и ќе имаме собствена електрична енергија. До сега реализирано од областа на образованието, културата и социјалната заштита. Изградена е спортска сала во основното општинското средно училиште Светиново Мокритски од Македонски Брод. Изграден е бунар за техничка вода во училиштето сега, каде што се најдуваме. Извршена е обнова на кровната конструкција и промена на прозорци и врати, со што се зголемува енергетската ефикасност во основното училиште Свети Климен Охридски, во детската градинка 7 септември и Домот на културата Македонски Брод. А воедно, пред Домот на културата е уреден и дворниот простор. Заменен е азбестен кров со класифициран дим на училиштето во село Сувидол. Во иднина се планира проект за отворање на културно-историски етнолошки музеј. Овој музеј, нашата замисла е да се отвори во зградата Сарај, која се најдува во нашиот град, меѓутоа сега живеат жители, а исто така во нашиот град треба да се гради социјална зграда и се надевам жителите кои живеат таму да се преселат во социјалната зграда, за да може да се активира овој музеј и нашиот град да има музеј како и сите други градови. Во иднина се планира проект изготвување на стратешки документи за социјална заштита. Вие знаете, во наредната фаза и социјалната заштита ќе потпадне под локална самоуправа. Ние подготвуваме програма како локална самоуправа, се со цел и нашите најзагрозени социјални случаи да најдат своје место, сите да им помогнеме да живеат еден достоен живот, како и сите други жители во Република Македонија. На крај ви благодарам за вниманието и посакувам активно учество од вас. Уште еднаш ќе се повторам да ги искористиме овие средства за ваши идеи и трите проекти сигурно ќе бидат реализирани и посакувам уште еднаш да биде надворот Македонски Брод, бидејќи Македонски Брод со сите своји инфраструктурни објекти може да се прогласи према Европска унија за зелен град, бидејќи за нашите жители све имаме изградено, но наши се и во населените 50 места и таму да изградиме заеднички, а вие да предложите, а ние да реализираме. Ви благодарам. Благодарам на градоначалникот за ова прекрасна и исцрпна презентација, по која видовме што се е направено и што се планира да се направи. Одлични запади кои наистина градот да направат привлечно место за живење. Сакам само да ви напомнам
кажам дека на вашите маси имате испечатена оваа презентација. И исто така сега ще добите еден анкетен лист, ќе замолам да го подпомните и да го оставите на вашето место, че не само да маса да го оставите. Ние ќе се береме на крајот. После презентацијата следи простор малку време и за дискусија. Значи, на следните бюджетски форуми ќе разговараме за методите, за расходите, за она што и како треба да биде дел за бюджетот. Но пред да почнеме да разговараме за приходите и за расходите, има малку време за приоритетите за развој на општината во 2011 година. Дали некој има да даде некој предлог за размислување за оние кои го креираат бюджетот пред да почнеме да разговараме така детално на оваа форумска сесија можност за дискусија за приоритетите за развој во 2011. Кој има идеја да нешто предложи, па ќе видим дали тоа може да биде дел бюджетот или ќе биде некаква друга препорака за самата локална самоуправа, која не мора да биде дел бюджетот, ќе може кој да биде решен. Кој се јавува, кој сака да се приклучи? Sada samo 5 frazi da kažem. Čovječe, ti imaš vizije. Promeni mnogo nešto koji bija ne samo pod zaboravljeni, nego na istina zaboravljeni. Od infrastruktura i životnog sredina te vola da odime malo u ekonomski razvoj naše opštine. Za da tvoje to ime bude zapišano su zlatni bukve u istorijeta na opština Makedonski Brod. Zato što to zaslužuješ. Blagodajem. Друг кој има слушна подешава за економски развој, економски развој ќе биде изолација на бюджетот, за тоа ќе разговараме малку повеќе за расходите, ќе видиме што и како тоа општина да може да направи. Кој друг се јавува во продолната дискусија за приоритети за развој на општината, економски развој, што друго сакате да ни приоритети до 2011 година во програмата на општината? Ова е малко македонски менталитет, значи кога имаме можност да изкажеме нашите идеи, мълчиме, но се жалим. Значи сега ви е можност да кажете вашите идеи отворено и да не ставите на лист, понака се надам да реализираме. Абе, секретаря. Шо? Ете го искам Нема никакъв председател. Мора младите да имат некој предлог, затоа што многу млади го напуштат Македонски Брод, а тоа е некој незадоволство. Што сакате ви да се измени во општина? Некој предлог. Ајде. Добро, издаваме. Тоа што наредните сесии на приоритети, односно она што ќе треба да биде моделот на расходи, кој се случи да имаме да разрешување бюджетот. Во меѓутоа земете ги презентациите, можете да ги разгледате дома, да потребни да се надополните да дајете ваши предлоги за различни. Весна ви кажа дека на вашите маси се осетите да ги помогнете, тие се важни за нас, за креирањето на следните форумски сесии, да видите што и како се може да размислување. Оно што сега стигне е да се договорите за да направите еден начинен договор за следната форумска сесија. Знаете дека, како што кажа Весна, форумите, традицијата на форуми во Македонски Брод е да се одржуваат во среда, да бидат по 14:30 и остануваме верни на таа традиција. Да видиме само следната табела. Ова е на начална табела на предлог на форумски сесии, која не мора да биде конечна. На секоја форумска сесија ќе се договараме за следната. Ова предвидува во октомври да имаме една форумска сесија, тоа да биде на 17 октомври. Во ноември да имаме две форумски сесии, едната да биде на 7 ноември, другата да биде на 21 и последната форумска сесија во делот на креирање на буџетот да биде на
5 декември. Дали имаме проблем со предлогот за 17 октомври? Ќе правиме договор од сесија за сесија. Дали 17 октомври молам само да не коригирате. Денес сме испуштили да не е празник, нешто кој ден кој може да биде да предизвика отпуск во вашата форумската сесија. Дали 17 октомври е припадник како датум за следната форумска сесија? Ако е, тогаш имаме начелен договор за 17 октомври. Дополнително ќе бидете информирани за овој датум уште еднаш преку постери, телефонски повици, информации преку медиуми, сообщенија кои ќе добијате од страна на локалната самоуправа. И Facebook група. Секако е. Сите може да се приклучите на Facebook група, која што е направена специјално за овој форум, каде што ќе бидете известувани за времето на одржување на форумските сесии и некои други теми. Пред да затвориме денешната форумска сесија, еве неделната дискусија, дали некој има нешто што сака на крајот на форумската сесија да го каже, праша, препорача. Ако нема, дозволете ми тогаш во моје име, во името на оперативната група, секако во името на локалната самоуправа да ви се заблагодарам за денешното присуство и соработка во реализацијата на форумската сесија. Се договориме за следната форумска сесија, сега во името на локалната самоуправа ви покажувам на една мала загадка во стола 2. Ви благодарам уште.